Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница. Јас сум Ружица Атанасов, оделенски наставник во пето оделение во Општинското основно училиште Кирил и Методи Свети Николе. Денес имаме час по ликовно образование со наставна содржина од ликовното подрачје графика, контраст мало-големо со техниката картон печат. Мотивот е слободен. За денешниот час потребен е следниот материјал: картон, ножици, лепак, ваљак, четки, боја и лист од блок. На овој час треба да се постигнат следниве цели. Да се запознаете со ликовното подрачје графика, посебно со графичката техника картон печат. Да правите разлика меѓу цртеж, скица, мотив и графички цртеж. Да препознавате и користите контраст мало-големо при изработка на ликовната творба. Да се оспособите да изработувате матрица, клише. Да ја совладате постапката за печатење, да негувате истреност во работата и хигиенски навики. Ќе почнеме со првата цел – ликовно подрачје графика. Графиката е ликовно подрачје во кое ликовното изразување се одвива преку печатење, умножување на дводимензионална ликовна творба. За изработка на графиката потребно е да се определи мотивот и потоа да се изработи скица. Скицата може да се изработи во различни техники – молив, туш, темпера. Потоа врз основа на таа скица се изработува матрица. Матрица е подлога која е подготвена за печатење. Начинот на изработка на матрицата зависи од графичката техника. Во графиката постојат повеќе техники кои се делат на висок печат, рамен печат и длабок печат. На овој час ќе се запознаеме и работиме со техниката картон печат, која спаѓа во техника на висок печат. Картон печат е графичка техника на висок печат. За изработка на матрица за печатење се користи картон. Во согласност со мотивот изработуваме скица. Скицата се прецврстува врз подлогата, картонот и со помош на сечење, откинување, лепење се формира матрицата. Откако ќе се подготви матрицата се преминува кон процесот на печатење. На цврста подлога се става печатарска боја или темпера и со ваљак или четка се нанесува врз матрицата. Врз бојата внимателно се нанесува листот на кој треба да се добие отпечаток и внимателно го притискаме со дланката или со валчест предмет лажица или ваљак за да ја впие бојата од матрицата. Откако сме сигурни дека бојата од матрицата е впиена, листот полека го отргнуваме од матрицата и добиваме графички цртеж. Оваа техника, поради специфичноста на материјалот од која е изработена матрицата, не дозволува, односно не препорачува повеќе од печатоци. Тоа е затоа што може да дојде до оштетување на картонот и оштетување на матрицата. Ќе покажеме преку пример на кој начин се изработува матрица и се печати. Одбираме мотив, буф, изработуваме скица. Скицата ја прецртуваме на картонот. Со засечување, откинување на делови од картонот, ние добиваме матрица. На цврста подлога, пластика, нанесуваме боја и со ваљак бојата ја нанесуваме врз матрицата. Врз матрицата поставуваме лист од блок од масната страна и внимателно со дланката или со некој предмет го притискаме листот за да можеме да се впие бојата од матрицата да се пренесе на листот. Откако сме сигурни дека бојата е впиена од листот, листот внимателно го отргаме од матрицата за да не се оштети и добиваме графички цртеж кој се разликува од првиот цртеж кој е скица. Доколку на листот добиеме делови кои не се добро отпечатени, не треба да поминуваме со четка и со боја врз добиениот цртеж. Ќе покажеме и други примери за матрици. Овде со додавање, лепење на повеќе делови сме добиле една целина која представува цвет и
Откако цветот е завршен, матрицата е завршена, преминуваме со боја и потоа добиваме графички цртеж на листот. Имаме и овде примери на матрици, печатење. Овде имаме графички цртеж на кој имаме отпечатено панда. На оваа слика гледаме дека на картонот имаме добиено различни форми со додавање, лепење на делови или со отсекување можеме да добиеме отпечатоци со различни текстури. Исто и овде имаме матрица, премачкана со боја и графички цртеж. Овде имаме изработка на матрица која е составена од повеќе делови и представува една целина. Исто и овде. Значи, составена од повеќе делови представува целина. Откако матрицата сме ја премачкале со боја, ќе добиеме графички цртеж. Во зависност, значи, со каква боја ќе ја премачкаме матрицата, ќе добиеме графички цртеж со таква боја. Значи, овде имаме графички цртежи со жолта, сина, црвена и зелена боја. За овие графички цртежи матрицата е овде и овде имаме уште една матрица и сме добиле други графички цртежи. Да се запознаеме контраст мало-големо. Контраст е ликовен принцип кој може да се примени со сите ликовни елементи. Контрастот значи спротивност на различни вредности во една творба. Големина е ликовен елемент кој ни кажува дека нештата околу нас се помали или поголеми. Насекаде околу нас се среќаваат предмети или објекти кај кои можеме да воочиме контраст мало-голем. Сега ќе покажеме некои примери. Овде имаме пример контраст мало-големо куќа. Мала куќа, голема куќа. Исто така, деловите од кои е составена куќата, прозорот, вратата, прозорците, исто така се направени од првоаголници со различна големина во кои можеме да воочиме контраст мало-голем или овој прозорец и овие прозорци. Имаме контраст на јаболко, мало, поголемо, најголемо, топка, мала, поголема, најголема, риби, мала, поголема, најголема, колачиња во форма на деца, мало, големо, чадори, мал, голем, пеперутки, мала, голема. Ќе покажеме пример на изработка на матрици и во графиката, во печатењето, пример на контраст мало-големо. Изработка на матрица во која можеме да воочиме контраст мало-голем. Мало кругот очилата, големо главата. Овде ја отстрануваме матрицата од цртежот и добиваме графички цртеж. Оваа матрица сме ја премачкале во различни бои и сме добиле графички цртежи со црвена, зелена, жолта и сина боја. Изработка на матрица контраст мало-големо во форма на срце. Овој дел овде што го лепиме служи за да ја држиме матрицата со помош на раката, да ја нанесуваме во бојата и да печатиме, за да не си ја извалкаме раката. Еве графички цртеж во кој сме добиле отпечаток во форма на срце, мало, поголемо, најголемо и овде различни големини се отпечатени во различна боја. Еве и овде имаме контраст мало, големо, срце, изработка на матрици, контраст мало, големо, листови. Еве и овде имаме матрица и графички цртеж, мал, голем лист. Матрица со две форми се работена, мотивот планини и облаци.
и добиваме графички цртеж на кој можеме да приметиме контраст мало големо кај планините и исто така кај облаците мало поголемо и неголемо. И овде графички цртеж, згради, град, каде воочуваме контраст на мало и големо, матрица, два цвета, мало, големо, а исто така и овде листовите во форма на триаголник, контраст мало, големо и круговите, цветовите каде што представуваат и овде имаме графички отпечаток, графички цртеж на кој имаме печатење со различна боја. Се надевам дека ова ви беше јасно и сега со објаснувањето со упатствата за работа ќе можете да изработите графички цртеж во кој ќе примените контраст мало големо. Прво размисли и избери мотив во кој ќе користиш контраст на големина мало големо. Направи скица. Со помош на скицата изработи матрица за техниката картон печат. На цврста подлога стави боја и со помош на ваљак или четка нанеси ја бојата врз матрицата. Врз бојата на матрицата внимателно постави го листот од мазната страна. Полека притискај со дланката за да може листот да ја впие бојата. Полека отстрани го листот од матрицата. И ќе добиеш графички цртеж. Се надевам дека ќе можете да ја покажете вашата креативност и да изработите убави графички цртежи. Ви благодарам на вниманието и до гледање.